Марта Кос во Македонија. На почетокот на јули еврокомесарката за проширување ќе допатува во Скопје и ќе се сретне со премиерот Христијан Мицковски. Посетата на Кос за телевизија 24 ја потврдуваат дипломатски, но и извори од МНР. Еврокомесарката за проширување Марта Кос доаѓа во Македонија во првата половина на јули. Термините се уште се усогласуваат, но планот е да биде најдоцна до 10 јули. Велат за телевизија 24 дипломатски, но и извори од Министерството за надворешни работи. Посетата на еврокомесарката е само по еден месец од посетата на претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта, а по состанокот на европските лидери со лидерите на земјите на Западен Балкан во Тиват, но и по состаноците на Македонија во Софија, на што се должи бриселската офанзива. Дел од аналитичарите велат дека е регионална. Како поширок геополитички потек, а не само кон Македонија. Мислам дека е тоа поврзано со напредокот на Црна Гора и Албанија, напредокот во евроинтеграциите на Украина и Молдавија и геостратешките притисоци за Западен Балкан. Не верувам дека е тоа некаква стратегија директно насочена кон Македонија, иако мислам дека во рамки на таа стратегија Македонија ќе го добие својот дел од притисокот за одблокирање на евроатлантските интеграции. Колку дипломатски булдожери од Европа можат да ги поместат работите меѓу Скопје и Софија? Арсовски песимист. Имајќи предвид дека во било која алтернатива за евроатлантските интеграции, уставните измени ќе останат како услов, но и целиот преговарачки процес не може да се одвива многу различно од ова што е сега предвидено. Евентуално со постепената интеграција можеме бенефитите да ги искористиме побрзо. Треба да сметаме на тоа дека политичка волја помеѓу Скопје и Софија за таков пробив во моментот нема, а имајте предвид дека во Македонија следат избори, ако се следат најавите на премиерот, а наредната година може и во Франција да следат избори. Во таа смисла некаков спектакуларен пробив околу ова прашање во догледно време сметам дека е малку веројатно. Мицковски посредбите со францускиот претседател Емануел Макрон, но и со германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека е оптимист, но и дека очекува да се раздвижат работите. Сепак премиерот го повтори бетонираниот став дека нема да мрдне ни милиметар за уставните измени без гаранции. Шефицата на државата од Софија пак порача дека посредбата со бугарската колешка Илијана Јотова станало јасно дека Бугарија има и други барања, а не само внесување на бугарите во уставот. Планот на француско-германскиот двоец во кој се крсти владата сепак важи само за земји со почнати преговори, а освен Македонија во таа група не е ни Косово, ни Босна, ни Херцеговина.